По само 3 недели откако министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски им вети на жителите на селата Вранче и Средорек во општина Долнени дека првично ќе се санира локалниот пат кој ги поврзува овие населени места. Денеска тоа ветување и се реализираше. Во оваа прва фаза, во должина од 6 километри, беа закрпени дупките на локалниот пат за селото Вранче, а наскоро ќе се започнело и со целосно асфалтирање на патот. Потоа ќе продолжиме, ќе ставиме асфалт. Му помогнавме и на градоначалникот во делот за проектот што го има за првиот дел преку Светска банка, така да ја очекувам за брзо време ќе почнат и со асфалтирање. Ќе гледаме и до крај тука да помогнеме. И плюс тоа што го зборевме за до Средорек. Значи едно по едно, да не ветуваме премногу, ама тоа што ќе го ветиме да го испочитуваме. Жителите кои што пред 3 недели на министерот му ги кажаа своите маки, дека дури и пекарите и млекарниците не доаѓаат да им го откупуваат повеќе млекото или да им носат леп поради катастрофалната состојба на патот. Сега се задоволни од овој итен и прв чекор на министерството. Па сега, значи 100% е леснето. Значи ако биде нов асфалт како што имаме обетување, значи мислам дека ќе биде супер. После нели се па тој е проводен, значи немаме проблем ни со откупот на млеко. Значи не откажува. Јас откупувам млеко, значи откажува. Фактички од пато е проблем. До сега само иде и вака не тапка порамо, ќе биде, а од сетото ништо. Штама. Сега добро. Колку толку добро е. Значи има услов за живот некаков. Ветија луѓето и го исполнија она нивното или по наше кажано, ова е една прва помош за овој пат, ги санираа дупките онака како прилега. И нека даде Господ, мислиме дека ќе биде ден кога министерот ќе дојде, овде ќе пушта пат со нов асфалт. Се најавува наскоро и почеток на втората фаза од реконструкцијата на овој пат. Од општина Долнени најавија дека за околу месец и половина треба да започне асфалтирањето на локалниот пат до село Бело поле. Инвестицијата чини околу 15 милиони денари, а тоа е грант од Светска банка. Ова е еден привремено решение за жителите на овие населени места, Бело поле, Котлешево, Вранче и Средорек. Водина се планира и асфалтирање до Бело поле. Но можеби најважниот дел од денешната посета беше тоа што министерот на жителите им даде повторно ново ветување, а тоа е изградба на нов пат и спојување на селата Вранче и Средорек со селото Подвис, односно изградба на нов локален пат кој ќе ги поврзува општините Долнени и Кривогаштани. За жителите ова би било капитален проект. Да се поврзи Вранче, Средорек, Подвис со горните села и да одиме Кривогаштани. Знаете зашто? Зашто овдека 90% се луѓето сточари. А тамо е главниот пазар. За да однесат едно теле да продадат и ако не го продадат, тие го враќаат умрено назад. Зашто? Затоа што немаме пат. И сега место 3 километра ми треба 6-3 километра околу на Кривогаштани, не можеше да им сите села до овде и 6 назад. Ќе гледаме и преку наши средства да помогнеме и другиот дел од населеното место да биде опфатен со асфалтирање, односно со пробивање на делот патот и до Подвис, односно да скратиме до делот до Кривогаштани. Со овој пат би се поврзале 20 населени места во овој крај, а со тоа би им се олеснил секојдневниот живот на околу 12.000 жители.